Новинари да се избришат едноставно и да прекине да работи тој медиум кој што според нив креираше поинаква уредувачка политика. Радио Битола ја нема, а фондот остана зачуван на ленти, касети и бројни грамофонски плочи. Од Радио Гостивар денеска само остатоци. 100 грамофонски плочи и касети, неисправен грамофон, Ревокс. Сигурно дека граѓаните на Скопје не се единствени, туку дека остатокот на граѓани кои живеат во другите градови ја чинат една држава. Замислете си свет во кој што државите повеќе немаат национални медиуми, туку глобални центри. Што мислите? Колку често проблемите со кои живееме ние и овде ќе се најдат по вестите од светот? Масовно си селуваат од земја. Луѓето не сакаат да има рудник во нашата здрава животна средина. Колкави ќе се шансите истите да бидат чуени и решени со правото на притисок од јавноста? Постојано новинарите се изложени на закани и притисоци. Македонија во последната деценија остана речиси без квалитетни локални и регионални медиуми. Дописниците се сведени на минимум, а во некои региони воопшто нема медиуми повеќе од една деценија. Таков е североисточниот регион или најсиромашниот во Македонија. Зборува Радио Крива Паланка. Почитувани слушатели, ја следите програмата на Радио Крива Паланка на среднобранова должина од 1197 килохерци и ултра кратка бранова должина од 102,7 килохерци. Новинарката Мира Ѓоргиевска секој утро вака ги поздравувала сограѓаните. Од студиото во центарот на Крива Паланка, вестите и приказните од регионот стасувале до илјадници жители во североистокот. До слушаноста можам да кажам дека бевме навистина слушани. Ни се јавуваа слушатели во емисија и од Кратово, од Свети Николе. Се слушавме во најоддалечените места од општина Крива Паланка, бидејќи ако се знае дека Крива Паланка е ридско-планинско населено место со повеќе оддалечени села. Еднаш имавме јавување дури и од Италија дека нашиот сигнал е фатен дури и таму. Формирано во 70-тите, Радио Крива Паланка до 2006 година било главното локално гласило. Сите вести за нивното секојдневие, за нивните проблеми, паланчани ги дознавале преку информативните емисии на радиото. Јас работев во тој период, радиото постои повеќе од 35 години, постоеше, до 2006 година кога се донесе нов закон за радиодифузија во кој што беше предвидено дека постојните локални радиостаници не можат да бидат финансирани од органи на државна управа, дали од локална самоуправа, така што по прекинот на средствата со исплатата на радиодифузната такса, ние престанавме да функционираме, бидејќи ни беше исклучена електричната енергија и не можевме да ги платиме сметките, а со тоа и не можевме да емитуваме радиосигнал. А што се случува кога медиумите ќе згаснат? Од тогаш до денес малку е променето, а многу е сменето. Кратово, Крива Паланка, Пробиштип или Североистокот е регионот каде се иселија најмногу млади луѓе, а има најмалку развиена инфраструктура, но и покрај сите проблеми овде никогаш повеќе не се отвори медиум. Пред 14 години некој или некои одлучија да ги лишат заедниците од Североистокот од институцијата неопходна за изложување на злоупотреби и потекнување на граѓански активизам. За тоа има повеќе причини, а најголемата е коруптивната спрега помеѓу бизнисот, медиумите и политиката. Владите водени од Бранко Црвенковски и Љупчо Ѓоргиевски беа обвинувани дека го партизираа јавниот сервис. Се укинуваа радиодифузни такси, се оставаа на милоста на владините пари, а сето ова се правеше со тоа што пратениците во парламентот гласаа се што партијата и лидерот сервираа. Јавниот сервис имаше најмногу локални радија и дописници. Поради скратените пари, тие полека исчезнаа. Оваа влада траеше кратко, а смени дури 2 премиера и еден многу важен закон, кој доведе до конечен крај на локалните медиуми основани како јавни сервиси. Имено, со измените, тие им забранија на општините и јавните предпријатија да основаат своји медиуми. На овој начин, директно се одзема моќта на граѓаните на локално ниво да одлучат дали со своите пари ќе градат граѓански независни медиуми. Овде настана тотален хаос.
Прво владата правеше реклами, па од нив делеше милиони во медиумите кои за возраст известуваа полно за неа. Критиката не беше добре дојдена. По владата со рекламен бум почна и општините. Таму исто така се истураа граѓански пари за реклама на власта во локалните медиуми. Во 2014-та владата реши комплетно да ги преземе локалните телевизии со тоа што ги замени со други нови 6 регионални телевизии. Во нив се слеа милиони за кои се емитуваше платена политичка пропаганда со граѓански пари. Со крајот на власта на Груевски се затворија и овие телевизии. Денес работите се променети. Општините веќе имаат вработено новинари, пишувачи на постови на социјалните мрежи, фотографи, сниматели, цели видеопродукции работат за нив. Се е околу пиарот кој што се продава спакуван како информација. Локалните медиуми продолжуваат да згаснуваат, а правото на граѓаните, тие самите преку слободниот збор, да одредат стража над носењето одлуки во нивно име, тоа одамна го нема. Почитувани слушатели, ја следевте програмата за денешниот ден, сабота, 14 март 2020 година. Се слушаме повторно утре во 9 часот на фреквенцијата на Радио Крива Паланка.